Започува уште една нова телна амбуланта. Дали навистина ги пиеме лековите како што треба? Кои се најчестите грешки што ги правиме при земањето терапија? Како да се постапи ако заборавиме да испиеме апче? Дали е безбедно да се скрши таблетата на половина или да се отвори капсулата и да се испие незината содржина? На кој начин да се мотивира пациентот со хронични болести редовно да ја зема терапијата целиот живот? Колку често се јавуваат интеракции меѓу лековите и природните препарати и дали кујната навистина е најлошото место за чување лекови? За сето ова денеска разговараме со Билјана Божиновска, магистар по фармација. Останете на Телма, како и досега, ќе оставиме простор и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Дали навистина ја примаме терапијата како што треба? Ова прашање ќе го упатиме на Билјана Божиновска, магистар по фармација во Анифарм. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам за поканата, Марија. Едноставно се радувам кога можеме и ние фармацевтите да дадеме некои совети, информации преку телевизиите до пациентите за кои што навистина сме потребни. Заради тоа што фармацевтот во аптеката има и такако важно значење во тоа колку пациентите правилно ќе ја земаат својата терапија. Кога ќе поидеме на лекарски преглед, во случај да има потреба, ќе добиеме рецепт со препишан лек. Потоа се упатуваме во аптека за да го подигнеме. Така. И да го примаме редовно. Тука се поставува клучото прашање. Колку реално пациентите редовно ја примаат терапијата? Онака како што е препишана. Така, за да пациентот редовно ја прима терапијата, првенствено треба и ние како здравствени работници точно да појасниме зошто таа терапија навистина му е неопходна на пациентот. Тоа значи, почнувајќи од матичниот лекар, кога ќе го препише лекот, па доаѓајќи во аптеката, кога фармацевтот ќе го издаде лекот и точно ќе го дозира, треба да го охрабри пациентот и точно да ја објасни причината зошто е неопходно тој лек редовно да се пие. Имаме во дадени моменти одредена потребна антибиотска терапија. Тука често се соочуваме да пациентите кои ќе се почувствуваат подобро ја прекинат својата терапија. Повторно ќе кажам дека фармацевтот е тој што треба, кога ја издава терапијата, повторно да појасни дека пациентот треба да се придржува до истекот на терапија и дека потоа треба да направи одредена контрола или крвна слика за да знаеме дали терапијата треба да се продолжи или истата е успешно завршена. Кога стана збор за хроничните пациенти, тука исто така мораме да напоменеме дека фармацевтот игра голема и битна улога. Откако пациентот ќе излезе со рецептата, значи денеска знаеме дека постојат електронски рецепти, доаѓа во аптека, повторно првиот контакт на лекот, поготово ако е тоа нов препишан лек, доаѓа при издавањето на тој лек во аптека. Фармацевтот е во идеална позиција, јас повторно велам како примарен здравствен работник да го охрабри пациентот и да побара од него, доколку е тоа, например, терапија за крвен притисок. Не само што треба пациентот редовно да ја зема терапијата, туку да му појасни дека мерењето на крвниот притисок во домашни услови е многу важно, да го охрабри да го води дневникот, доколку тоа е терапија за повишено ниво на шеќер. Повторно да му објасни колку е важно во домашни услови редовно да го следи нивото на шеќерот, за да може да се види во введувањето на тој лек колку навистина ќе го даде ефектот за кој што се очекува. И секако докако сме дошле до една оптимална терапија, каде што дава одлични резултати кај пациентите, дефинитивно мораме да ги охрабриме дека таа е најчесто доживотна терапија, кога веќе болеста е хронична и дека секое прекинување на терапијата значи опасност да се влоши здравствената состојба кај пациентите. Но што велат истражувањата? Колкав дел од пациентите ја прекинуваат пред време терапијата, обично на своја рак? И кои се најчестите причини за такво нешто? За таква одлука? Според некои статистички истражувања, некаде дури до 60% од пациентите не се придржуваат до својата терапија, што значи дека само оние 40% на пациенти се детално придржуваат кон сите упатства и препораки кои што ги даваат здравствените работници и затоа многу често имаме недоверба дека лекот не е ефикасен, дека нема зошто да се пие лекот кога едноставно тој има повеќе насакани ефекти од колку што му помага на пациентот.
И тука секогаш велам дека примарната здравствена заштита, која што најчесто и доаѓа во контакт со овие пациенти, мора да ги појасни сите нејасноти во делот на терапијата. Зошто пациентот мора да се придржува кон терапијата и зошто е неопходно сепак тој пациент редовно да се следи од нас како здравствени работници. Кога пациентот веќе ќе се охрабри, кога матичниот лекар дал некакви насоки и препораки како тој лек да се зема, дошол во аптека, го подигнал лекот, фармацевтот повторно ги повторува истите тие насоки, препораки, и јас секогаш ќе кажам и нефармаколошки советувања, заради тоа што кај овие пациенти, освен тоа што треба да делуваме да ја примаат редовно терапијата, треба да делуваме и да променат некои животни навики кои што ќе ја подобрат нивната здравствена состојба. И на крајот, она што го велиме ние од медицинскиот свет, добра адхеренца, односно придржување кон терапијата, ќе добиеме само кај пациенти кои што ќе веруваат во здравствениот совет што е даден од страна на лекарите. Дали пациентите го читаат упатството на лекот? Да. Што говори вашето искуство? И што најчесто погрешно знаат да протолкуваат? Така. Го читаат упатството на лекот почесто постарите пациенти, значи оние кои што детално сакаат да видат што тој лек може да им донесе бенефит, и најчесто оно на кое што се задржуваат се токму оние несакани дејства и интеракции, она е оној момент на страв каде што велат не, овој лек не ми треба мене, повеќе ќе ми направи штета отколку корист. Секогаш кога докторите, специјалистите или матичните лекари препишуваат одреден лек, ги знаат неговите бенефити во однос на неговите несакани ефекти. И секогаш кога бенефитот, односно ефектот од лекот кој што ќе го добие пациентот е многу поголем од оние несакани делувања кои што ретко или многу ретко може да се јават, меѓутоа производителите мора да ги запишат во упатството за употреба, едноставно доаѓаме до недоверба на пациентите и момент дека тие сами треба сепак да одлучат за своето здравје и да одлучат дали лекот ќе го пијат или не. И тоа е секако нивно право, меѓутоа онда кое што го заслужуваат како пациенти е од здравствените работници да ги добијат точните насоки. Па дури и пред да го издадеме лекот, понекогаш со мали кратки совети да ги посоветуваме дека може би и да има дел од несаканите ефекти кои што многу ретко се јавуваат кај пациентите, дека сме тука за нив да дојдат да ги пријават, затоа што постои начин на водење на тие несакани ефекти и интеракции кои што се пријавуваат во Агенцијата за лекови и кои што на некој начин ќе овозможат да пациентите добијат на некој начин индивидуален пристап и да се одбере терапијата која што токму кај нив ќе ги даде најдобрите ефекти, а ќе ги намалиме сите оние несакани ефекти или интеракции. Каде треба да се пријават несаканите ефекти? Директно кај фармацевтот во аптеката? Во аптеката директно кај фармацевтот може да се пријават кај матичниот лекар, па дури и пациентите сами можат на веб страната на malmed.gov.mk да ги пријават овие несакани делувања. Така да секако можноста да тие лекови се строго контролирани и секогаш велиме дека и да се јават на милион пациенти кај еден пациент, производителот е во обврска тој несакан ефект да го пријави. А кој е ризикот од гуглањето на лековите и терапиите, што обично го прават помладите? Така. Постои ризик, меѓутоа постои бенефити понекогаш заради тоа што сега со вештачката интелигенција имаме многу можности да преку научни студии се видат точно одредени можни интеракции. Опасност е во тоа што понекогаш стравот кој што се јавува и кај овие гуглања се многу поголем од реално што може самиот лек да даде како несакан ефект. И затоа секогаш велиме дека во секоја терапија и здравствените работници мора првенствено да воспостават една блиска комуникација со пациентот, за да може пациентот да се чувствува доволно слободен да своите размислувања и погледи, ги пренесе кон здравствениот работник, а тука да се отстранат сите стигми, дилеми и да се охрабри пациентот да се придржува кон терапијата. Ние имаме здравствени состојби кои што се одлично третирани благодарение на пациентите што се придржуваат кон терапијата и кон советите кои што ги добиле од здравствените работници. Меѓутоа повторно тука е она што велиме довербата, отворениот разговор и секако соработката која што мора да ја воспоставиме со пациентот за да добиеме соодветност во терапијата. Ајде да проговориме за најчестите грешки што ги прават пациентите кога примаат одредена терапија, одредени лекови. Има таблети или пак лекови кои што треба да се земат на гладно, други пак
заедно со оброк. Зошто е тоа така и дали мора да се придржуваме на овие препораки? Одредени лекови може да направат одредена интеракција со храна или пак да се намали нивната ресорпција, односно нивната активност. И заради тоа препораките се да се земаат на гладно. Кога зборуваме на гладно, повторно мораме да напоменеме дека тоа е најмалку половина до час време пред оброкот, заради тоа што зависно од самата здравствена состојба на пациентот, од прилика 60 минути се сосема доволно да тој лек помине низ желудникот, дојде во 12-палачното црево и во основа во тенкото црево да се направи најголемиот дел на ресорпција, односно искористување на оваа активна супстанца. Ако пациентите го земат лекот пред јадење, каде што многу често грешат, и веднаш после тоа седнат да јадат, тоа е исто како да го зеле лекот со јадење, односно со оброк. Што значи дека кога зборуваме пред јадење, тоа значи дека пациентите мора да го практикуваат барем на оптимално време од половина минимум до час време пред оброк. Дали треба да се кршат или не, самиот производител на секоја таблетка или капсула која што дава можност понекогаш да биде отворена и да биде истурена самата содржина, значи имаме различни технологии на производство и понекогаш одредени лекови бара да првенствено ја поминат желудочната содржина, односно да поминат во тенкото црево и тука да се ослободи активната супстанција или да се ослободи активната супстанција во дебелото црево каде што се чека да истата таа делува. Кај овие таблетки во основа или капсули кои што имаат гастрорезистентни обвивки, тоа се во основа обвивка или филм на самата таблетка која што ја заштитува од желудочната киселина и овозможува таа непроменета да помине во долниот дел на дигестивниот систем. Правиме да доколку тие таблетки се кршат да не го имаме ефектот на терапијата која што се очекува. Ефикасноста секогаш. Луѓе имаат проблем да проголтаат поголемо апче. Што во таков случај? Тие сепак пристапуваат кон кршење или пак дробење на лекот. Дробење, така. Или капсулата отвораат и ќе испијат така содржината. Така, тука тоа имаме... е психолошки или пак физички имаме проблем? некаде и психолошки проблем, меѓутоа имаме и физички проблем, каде што имаме одредени, реални проблеми кај пациентите во делот на проголтување, одредена езофагиален рефлукс, оштетување на хранопроводот, па многу често тие капсули знаат поради својата содржина која ќе се навлажна да имаат лепливост, па да пациентите дефинитивно чувствуваат како таа да се заглавила или залепила некаде надоле во патот кон желудникот. И заради тоа кај овие пациенти секогаш фармацевската индустрија има облици кои што се токму така прилагодени баш во облик на раствор или течности. Како сируп? Како сирупи, токму така, или пак одредени ректални форми каде што треба да се како чепча. Како чепчиња, така или супозитории кои што едноставно ќе може пациентот да го добие ефектот од лекот за кој што е наменет. Заради тоа секогаш велиме дека треба врз основа и на возраста и на здравствената состојба обликот на лекот да се прилагоди спрема потребата на пациентот. Дали лековите треба да се испијат со вода? Така. Или може со млеко, чај, сок? Секогаш практикуваме препараките да одат дека лекот се пие со вода, заради тоа што повторно велиме никогаш не се знае каква ќе биде интеракцијата и можноста за делување на лекот со одредени напитоци. Особено во одредена терапија, каде што се во прашање антибиотиците, во патството за употреба дури и се наведува дека во периодот на терапија не треба да се земаат агруми, како што се цитрони, лимони или портокали, заради тоа што содржината на овие овошје го ја намалува ресорпцијата или искористувањето на активната супстанца, или пак може да доведе промена во текот на метаболизмот на лекот. Заради тоа сегаш велиме, тука мораме, кога се препишува одреден лек, докторите, специјалистите и матичните лекари да ги кажат одредените насоки, меѓутоа и да имаат во предвид каква е функцијата на црниот дроб и на бубрезите како два основни витални органи кои што делуваат и влијаат врз правилниот метаболизам и правилната елиминација на самиот активна субстанција. Значи не е само дигестивниот систем, односно желудникот и цревото оние што се важни во изборот на лекот, туку е важен во изборот на лекот и дозата и функцијата на црниот дроб и бубрезите.
кај овој тип на антибиотици се препорачува да се избегнуваат цитрусни овошја во текот на целата терапија? Така, во текот на целата терапија. Не само при нивното пиење, туку во текот на целата терапија, да. Во текот на целата терапија, заради тоа што имаме подобра и побезбедна терапија кај пациентот без можност да се појават одредени алергиски реакции или да се намали ефикасноста на лекот. Понекога се случува пациентот да заборави да испие апче, да ја испие таблетата. Што во тој случај? Дали утре дента треба да земе дупла доза? Тоа е најчистото прашање. Да, знаеме дека најчестото, меѓутоа она кое што велиме доколку се сетите, значи колку можете побрзо испите дозата што е заборавена, меѓутоа никогаш не ја дуплирајте дозата следниот ден, заради тоа што предозирањето сама по себе може да донесе, особено кај одредени лекови кои што делуваат на централниот нервен систем и како несакани ефекти. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, почитувани. Од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Сите дилеми кои што се поврзани со оваа тема денеска ќе бидат, се надевам, успешно разрешени. Ќе проговориме за антибиотската терапија, неколку пати ја споменавте и нагласивте, апострофиравте дека треба да се испие до крај. Но има некои студии кои што велат дека сепак може да се прекине порано при повлекување на симптомите. Сега, каде е вистината? Вистината е дека мора, за да се прекине терапијата, да имаме одредени факти преку крвната анализа и одредени интерлеукини, дека во основа дека пациентот е дефинитивно самата инфекција повлечена, односно дека треба да се прекине антибиотикот. Инаку само по себе со намалување на симптомите тоа не е доволен знак дека пациентот е целосно излечен. Заради тоа што симптомите знаат многу брзо да се повлечат, пример за тоа се честите уринарни инфекции, кои што веќе после третиот ден терапија симптомите исчезнуваат, меѓутоа бактеријата е се уште присутна во уринарниот тракт. И заради таквите, не мислам, предвремено прекинати терапии, ние многу често имаме рецидиви, односно повторувачки инфекции и појава на резистентност, односно отпорност на бактериите спрема одредени антибиотици, заради тоа што тоа не треба да функционира на тој начин. Пациентите мора да се придржуваат доволно долго и поголема штета ќе направи предвреме прекинатата терапија, отколку малку пролонгираната терапија која што би довела до крајно отстранување на бактеријата што е причина за инфекција. Антибиотската терапија обично се зема во комбинација со пробиотици. Дали пробиотикот може да биде испиен истовремено со антибиотикот или пак треба да се направи некаква пауза, временска дистанца? Така. Пробиотиците во основа по правило треба да се земеат најмалку 2 часа после внес на антибиотикот, заради тоа што се она што антибиотикот ќе уништи попатно од природната нормална цревна флора, пробиотикот е тој што ќе направи населување. Исклучок од ова правило важи за буларди, кое што во основа не е бактерија, туку станува збор за една природна габа врз која што самиот антибиотик нема делување. Заради тоа секогаш велиме дека булардито како пробиотска култура е многу подобар да се пие во периодот кога се тера антибиотската терапија. Пробиотиците многу подобар ефект имаат по завршувањето на антибиотската терапија, кога веќе немаме антибиотик кој што ќе го нулира нивното делување, односно паралелно тој не може да препознае што е добра, а што е лоша бактерија и автоматски по завршувањето на антибиотската терапија се практикува најмалку дупло подолго да се пие пробиотска култура. Ако антибиотската терапија траела 7 дена, барем во следните 14 дена, освен храна богата со пробиотици, да се земе и добар пробиотик за да може природната цревна флора да се надополни. Како фармацевтите можат да влијаат врз нерационалното користење на антибиотици? Бидејќи нови простори постои навика да се земат антибиотици за вирусна инфекција на своја рака. На своја рака тоа се најчесто оние антибиотици кои што останале во домашната аптека, заради тоа што антибиотикот без препис на рецепт не може да се земе од аптеките. Заради тоа секогаш велиме дека кога пациентите доаѓаат во аптека, и бараат одредена помош за дадени симптоми, како фармацевти ние можеме да издадеме симптоматска терапија. Меѓутоа, она што значи фармацевска грижа е да пациентот покрај симптоматската терапија, тоа се лекови кои што ќе делуваат на слузењето на носот, болките во мускулите, евентуално повишената температура, која што би се третирала ако е повисока од 38,5 степени Целзиусови, да пациентот
пациентот го тераме да барем 8-3 дена, доколку симптомите не се подобруваат, сепак да се обратат на лекар, заради тоа што многу често на овие вирусни инфекции знаат да се накалемат одредени бактериски инфекции. Меѓутоа, во моментот на првата помош, фармацевтите се тука кои што може правилно да советуваат и да ги охрабрат пациентите дека не треба да посегнат по антибиотикот кој што им останат во домашната аптека, заради тоа што со самото тоа го паѓа имуниот систем, односно одбранбената способност на самото тело да се бори против тој вирус. Не само што нема да делуваме на вирусната инфекција, туку едноставно ќе му одмогнеме на телото, а тоа е во моќта на фармацевтите да го појаснат кога пациентите ги бараат нашите совети во аптеките. Има антибиотици кои што се во форма на сируп. Колкав е нивниот рок на траење? И дали е неопходно да се чуваат во фрижидер? Повторно тука зависи од начинот на производство на самиот сируп. Имаме сирупи кои што после отварањето, значи се сепак припремени како течни облици, траат не подолго од месец дена по отварањето, без разлика дали се чуваат на собна температура или се чуваат во фрижидер. Она што важи за антибиотиците кои што се како сирупи растварат пред самата употреба, значи тие се нестабилни и не може да се чуваат подолго од 7 дена, без разлика дали ги чуваме во фрижидер или на собна температура. Важно е дека тие антибиотици по правило, посем завршената терапија, затоа се иставаат во милилитри кои што би се искористиле во терапија не подолго од 5 дена, секогаш мора да фармацевтот го советува пациентот, значи да се придржува на терапијата, тоа значи дека во тие денови на приготвување на сирупот истиот ќе биде искористен. Значи не можеме да го искористиме сирупот од лани, ни подразно, кој што е отворен, да. Секако, при дозирањето, пред да ги вклучиме гледачите, само уште прашање, дали е неопходно да се користи она дозерка која што се наоѓа во самиот сируп или пак може со лажица која што имаме во кујната да го дадеме лекот? Не, или да го испиеме? Секогаш антибиотската терапија која што мора да биде точно дозирана, мора да се користи исклучиво со лажиче кое што го означува со колку милилитри треба да се внесе, поготово кај децата. Затоа дозирките кои што се ставени во облик на лажичење или капачиња во самите сирупи се оние кои што треба да се користат за правилно дозирање на лековите. Кај децата како се дозира, според возраст или според килограма? Според килограми е најправилниот начин на дозирање на терапијата, особено антибиотската. Ајде да ги вклучиме и гледачите со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас поздрав до емисијата. Благодарам. Имам 70 години и пијам за циркулација на крвта. Пијам Ели Гуис. Како? Како рековте уште имаш? Ели Гуис. Не знаете зашто се работи, тој некој природен препарат или пак? Не, тоа доктор кардиолог ми го препишал. Добро. Имате некој конкретно прашање поврзано со терапијата? Да, имам пошто ми прави проблем устната шуприна, као плунката ми е као кафена, така од сабајде кога ќе станам, па дали е проблем или треба да ги сменам? Така, доколку ви прави таков проблем, дали лекот треба да биде променет, ви благодарам за вклучувањето во програма. Предпоставувам дека е лекот, Еликвис. Во секој случај пациентката не може да го смени лекот, поготово кога станува збор за кардиолошки лек, значи мора да се консултира со матичниот лекар. Тоа е еден од можеби несаканите ефекти кои што се јавува, меѓутоа не е ништо толку опасен како доколку лекот не се зема редовно. Заради тоа никогаш не сме овој тип на терапија да се прекине на своја рак. Еликвисот значи бара редовно внес во терапијата кај овие пациенти. Уште едно прашање од гледач предстои во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Во програмата? Да, со вас разговараме во моментот. Да поставам до фармацевтката едно прашање. Така? Колку време можат се работи за здрава особа, пошто сега во последно време се зборува да пробиотиците можат да се користат и за имуниот систем, колку време треба да се
да се примаат, и второ, правенот за интимно здравје, второ прашање, колку време треба да се прима или треба да се направат пауза? Благодарам. Така, имате подпрашање некое? Не. Ви благодарам многу за вклучување во програмава, с интересни прашања. Може ли доживотно да се земат без прекин пробиотиците? И дали е важно каков тип на пробиотик се земе за подобрување на имунитетот? Може ли кој било? Не. Секој пробиотик е точно наменет за одредена индикација. Имаме пробиотици кои што се користат при атопичен дерматитис. Имаме пробиотици кои што во комбинација делуваат на имуниот систем. Во основа имунитетот е врзан со цревната флора, па дури најновите сознанија дека и функцијата на мозокот, поготово кај децата, кои што имаат одредени АДХД нарушувања кои што во основа се врзани со неправилната ресорбција на храна и пропусливоста на цревата на одредени токсини, секогаш велиме дека пробиотските култури се во основа здравје. Меѓутоа, кој пробиотик нам ќе ни одговара, не можеме да знаеме заради тоа што секој човек си има своја пробиотска култура, како што е отпечатокот на прстот е исто така различен и отпечатокот на природните цревни бактерии кои што се присутни кај различни индивидуи. Тоа зависи и од генетската предиспозиција, зависи од начинот на исхрана кој што го водиме. Така да, секогаш велиме, ние никогаш не можеме како здравствени работници да кажеме дека овие пробиотски култури токму кај вас ќе дадат најдобар ефект. Меѓутоа, можеме преку комуникацијата, водењето на пациентот, употребата на тој пробиотик во рокот е 1 месец, месец и пол, едноставно да преку разговорот видиме како пациентот се чувствува, затоа што порано пробиотиците ги препишува исклучиво кога имавме диареја, пролив. Значи, и се сметаше дека само диарејата е проблем и причина кога пробиотикот треба да се препише. И обстипацијата, односно тврдата столица, е исто така нарушена цревна флора. Што значи дека кога пациентот доаѓа, се враќа во аптека, кажува дека имаме редовно празнење на столицата, дека одлично се чувствува, дека нема подуеност во цревата, со кое што многу често и пациентите се жалат дека имаат чувство на гасови, подуеност. Во однос на тоа, дефинитивно пробиотските култури се нешто што можат да делуваат не само на имунитетот, туку и во правилното и нормално функционирање на дигестивниот систем. А како велиме дека здравјето доаѓа преку уста, што значи дека колку имаме нормално искористување на она што и ние го внесуваме како храна, зависи колку е добра цревната флора во нашиот дигестивен систем. И затоа велам, наша препорака е да дадеме според научните студии кој пробиотик е за имунитет, кој пробиотик можеби ќе делува на нормалната вагинална флора, затоа што имаме пробиотици токму за добро уринарно. Има невробиотици кои што се поврзани со нервниот систем. Затоа реков, меѓутоа тие најчесто се и даваат и како комбинирани пробиотици во комбинација со Б витамините кои што дополнително синергистички делуваат и помагаат кај овие пациенти. И кога бараме избор на добар пробиотик, мора првенствено да го прашаме пациентот за неколку негови навики, за неколку негови претходни искуства во однос на пробиотските култури и врз основа на тоа да донесеме заклучок можеби кој пробиотик би бил најсоодветен. Штета од земање на пробиотици нема. Меѓутоа, колка е нивниот бенефит, повторно ќе речам, ни зависи од фидбекот што и одговорите што пациентите ќе ги вратат назад, зависно од тоа од кој пробиотик се задоволни. Значи може на долги патеки да се користи. Може на долги патеки да се користи. Ајде да ги слушнеме останатите прашања од гледачите. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сега јас едно прашање. Увото ми беше затнато. Има почесто од ова лепливата материја, така секога затнување на увото. И отидов на лекар, а и пред тоа сум била, ми го чистеја, знае лекарката како. Фармацевтка, денес имаме гостинка во студиото. Меѓутоа, после тоа, испирање на увото, лекарот ми препиша капки Тобран Декс, 3 пати по 2 капки 7 дена и крем Белоген еднашка навечер да се мачкам. Меѓутоа, лекарот ништо не ми објасна, ми кажа оди кај сестрата и ми го даде овој извештај и сега мене ме интересира каква улога играат. После тоа чистење јас слушам, некако предходно,
каква улога играат капките, каква улога маста, затоа што баш и сега бев на врата, се спремав да одам да ги земам, но кога ја слушнав ова програма што ќе биде, останав брзо да ви ги поставам. Така, одлучивте да не проследите со внимание. Ви благодарам за одлуката. После ова, како Сен-Зено делува на црниот дроб, после долго години непрекината употреба. Дали тоа е штетно или може да се продолжи? Тоа е второто прашање и многу ви благодарам. Ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната телма амбуланта. Повелете. Така, одлично прашање. Кога веќе ќе се исчисти увото од церуменот, значи во основа сигурно ради одредени воспалителни процеси, за да не се направи инфекција, докторот има препишано капки Добрадекс, тоа е антибиотик и кортикопрепарат кој што треба да го смири воспалението и да спречи на вака чист ушен канал да не се налепи одредена бактеријска инфекција. Затоа докторот рекол ќе ја употребувате 5 дена, затоа што и белогентот како маст во основа го има истото дејство. Значи тоа е антибиотик со кортико кој што треба да го намали воспалението и сувоста, така да топло препорачам се она што лекарите во својот домен препишале, препорачале, има точно одредена причина, само еве ова појаснување може да го даде секој фармацевт кој што кога ќе го издава лекот од страна на аптеката. Во однос на женшина, дали континуирано може да се користи, пак ќе кажам, се тоа индивидуално, имаме некогаш и психолошки моменти кај одредени пациенти кои што се врзани за одреден додаток во исхрана и чувствуваат дека без него не можат. Доколку пациентот со внесот на женшен, бидејќи имаме одредени женшен зависно од кој тип на производ е, што делува и на крвниот притисок, кој што делува на енергијата кај пациентот, ако тој во континуираност, значи со терапијата што ја зема, затоа што најчесто и ги комбинираат со одредени лекови, се чувствува добро, имаме контрола на притисокот, имаме добра енергија, едноставно тука ние ништо не би промениле, заради тоа што понекогаш отстранување на одреден додаток во исхрана психолошки може да ја влоши здравственото состојбе кај одреден пациент. И велиме дека секој лек, 30% од лекот е плацебо ефектот, односно вербата на пациентот дека токму тој лек ќе помогне неговото решение за неговиот здравствен проблем. И затоа секогаш велиме и кога даваме преписи, па поготово одредени додатоци во исхрана, и тука мораме да бидеме внимателни заради тоа што не секој додаток во исхрана е безопасен. Може да се случат интеракции, може да се јават одредени несакани ефекти и заради тоа мораме преку разговор со пациентите да видиме што се тие заимаат во терапијата, дали имаат одредени додатоци во исхрана и секогаш велиме дека секој додаток во исхрана исто така треба да биде индивидуално прилагоден спрема потребата и здравствената состојба на пациентот. Уште едно прашање од гледач, па ќе се навратиме на интеракциите. Добар ден. Добар ден. Си исклучил гледачот во ред. Кога станува збор за интеракциите, многу луѓе земаат препарати на природна база, сметајќи дека се безбедни, а при тоа користат и некаква терапија. Сега, колку се чести интеракциите? Например, ако пациентот зема антидепресиви, дали може при тоа да користи и кантерион? Так, да. Кантерионот во основа е еден од ретките природни препарати за кои што има голем број научни студии, кои што и текако делува поготово кај пациентите со антидепресивна терапија, кои што може да го стимулира ефектот на самиот антидепресив. И заради тоа, кога станува збор за одредени додатоци во исхрана, треба внимателно вовед во терапија. Многу често дури одредени научни студии одат кон тоа дека одредени антидепресиви во контрола со лекар, психолог, полека може таа терапија да се заменува со природна терапија, меѓутоа повторно ќе напоменам, кај пациенти каде што имаме подобрување на здравствената состојба, а не сакаме веднаш и сега да го отстраниме лекот. Тој секако се отстранува подстепено терапија со намалување на неговата доза, ама за да пациентот не остане целосно без суплементација, тука се многу чести и овие кои што на изглед изгледаат додатоци во исхрана, односно природни или алтернативни лекови, може да влијаат врз здравјето на пациентите. А што е со пациентите што земаат хронична терапија, кои што на листата имаат навистина многу лекови и сега треба да се додадат уште некои? Да. Кој е главниот лек кој што треба да се анализира? Так.
Ние преку смарт проектот на континуирана едукација имавме еден medical management терапи, што значи управување со терапијата. Многу често сме сведоци на полифармација и кога ќе дојдат пациентите понекогаш не се придржуваат кон терапијата токму заради тоа што се заборава да се земе одреден лек. Кога вие во текот на денот треба да земете 10 таблетки, понекогаш одредени моменти колку и да сакаме да помогнеме со кутии за следење на терапијата, со охрабрување на пациентите, се прави пропуст на таа терапија. Преку medical management терапи се учи како пациентот кој ќе се види целокупната терапија да се направи одредена предпоставка што е она што ќе олесни во терапијата, односно денес имаме многу често фиксно дозни комбинации, каде што во една таблетка имаме 3 до 4 активни супстанции, што значи ние веќе 4 лека можеме да замениме со еден лек. И тука веќе имаме многу подобра адхеренца, односно придржување кон терапијата. И заради тоа имаме потреба дефинитивно да и ние како фармацевти, кога ќе увидиме дека пациентот не поради негова вина, туку поради големиот број на таблетки кои што ги зема, шака таблетки ќе треба да испие. Дека има потреби, дека постојат некои фиксно дозни комбинации кои што треба да се помислат како алтернатива, да имаме простор каде тоа да го евидентираме и запишеме. На некој начин матичните лекари ние не можеме да се мешаме и менуваме во терапија, не можеме да смениме ниту доза, ниту да кажеме на пациентот овој лек ти е повеќе, а овој лек ти е помалку битен. Меѓутоа имаме потреба да она што ќе го видиме не преку пациентот, туку преку еден дел од досието во мој термин да го евидентираме нашето размислување и да го дадеме како предлог до матичниот лекар. На тој начин ние ќе комуницираме како здравствени лица на основа на добробитта на пациентот, да се направи стоп за одредена терапија, да се направи старт на одреден друг лек, кој што во целиот момент ќе значи и подобра адхеренца. И на крајот од денот и она што пациентите го земаат во однос на додатоците во исхрана, треба да биде некаде запишано и евидентирано, за да може и самиот доктор да има увид што тој пациент земал и колку реално може би тој додаток во исхрана или природен препарат може би менува во ефектот на терапијата. Дали доаѓа до интеракција, например, помеѓу лековите за покачен крвен притисок и лековите против болка? И доаѓа. Поготово нестероидните антиинфламаторни лекови и како треба да се внимаваат кога и како се земат, заради тоа што тие и делуваат и на дигестивниот систем и на одредени други ефикасности на терапијата. Заради тоа секогаш велим и кога се земаат овие лекови за болка, треба точно да се види пациентот што зема во терапијата и соодветно да се прилагоди барем нестероидниот антиинфламаторен лек за болка да се земе доволно оддалечен од лекот кој што се зема во редовниот дел од денот за терапија. Кажете ми, кој е најдобриот начин за чување на лековите во домашни услови? Дали има вистина дека најлошото место за нивно складирање е кујната и можеби тоалетот? Така. Секаде кај што има влага, не е соодветно место за чување на лекови, меѓутоа доколку лековите се заштитени во алуминиумска фолија, во која што веќе се оди кон тоа да секој лек си е заштитен и од светлина и од влага во соодветно пакување, во тој случај лековите се заштитени каде и да се чуваат. Треба да се внимава само на одредени лекови кои што бараат чување во фрижидер, односно на 2 до 8 степени Целзиусови, ама тие лекови се многу во мал број. Особено внимание треба да обраќаме кај пациентите кои што лековите ги вадат од своите оригинални пакувања, па ги ставаат во кутиите за чување на лекови со цел за оваа недела ќе си ја ставам терапијата за да не заборавам некој од лековите. Тука треба многу да се внимава да лекот не биде изложен во кујна каде што имаме топлина, влага, бидејќи со самата влага доколку лекот не е добро затворен, значи може да ја намали својата ефикасност, да оксидира доколку нема одредена заштитна обливка или фолија, така да секогаш велиме колку што може лековите да се чуваат во своето оригинално пакување, па дури да се стават во дозажните кутии, да бидат исечени и со својата фолија ставени во дозажната кутија. Да. Во фрижидерите речиси сите имаме по некој сируп против кашлица. Но сирупите за кашлица не се исти. Има за сува кашлица, за продуктивна, односно за влажна кашлица. Важно ли е кој сируп ќе го земеме? Проблем ли е ако земеме од двата? Така. Ако едниот не помогнал, ајде ќе пробаме од другиот.
Во основа секогаш кашлицата најчесто почнува како сува, значи кашлица, а понатаму нели поминува во продуктивна кашлица на која што ќе треба да и олеснеме искашлување. Сувите сирупите што се за сува кашлица, воглавно бидејќи се на природна база, тие најчесто прават облажување на дишните патишта, едноставно го намалува или прават едноставно бронходилатација малку за да го улесна дишењето. Меѓутоа секогаш велиме дека ако имаме секрет кој што треба да се искашла, порано имаше лекови кои што ја спречуваат кашлицата, меѓутоа на централно ниво преку нели мозокот, тогаш овие лекови и како се контраиндицирани. Ако вие белите дробови и бронхите имаат потреба да се исфрли тој секрет, а ние го намалуваме или спречуваме рефлексот на кашлање, ќе направиме многу поголема компликација. И заради тоа секогаш велиме дека и кога се избираат овие лекови, мораме да го знаеме механизмот на кој што овие сиропи делуваат. Природните сиропи воглавном не можат да направат штета. Дури имаме сиропи кои што и се користат за комбинирана кашлица, затоа што со бронходилатација, но со ширење на дишните патишта, па дури да не го разредат секретот, нема да направат никаква штета. Меѓутоа, оние кои што делуваат преку централниот нервен систем, а кои што веќе ги немаме во аптеките, тие беа во минатото дефинитивна опасност. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Молам само да прашам. Еутерокс пијам од 100. Сега имам проблем со желудникот. Ми дадоа налпаза од 40. И тоа е пред јадење, а и овие се пред јадење. Која таблета први би требало да ја употребам? Ви благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во програм. Интересно прашање. Одлично прашање. Тука сме секогаш во дилема што треба прво. Според нас еутироксот треба прво да се земе, па после тоа половина час да се испие налпазата. Налпазата во основа ја намалува киселоста во желудникот, бидејќи инхибитор на протонска пумпа и во основа прави на некој начин заштита на слузницата на желудникот од желудочната киселина, меѓутоа ќе намали ресорбцијата на еутироксот и од наша гледна точка еутироксот не штети на желудникот, поголема штета може би прават другата терапија или храната која што понатаму пациентката ги ја зема, така да нека биде првенствено прво еутироксот па потоа налпазата. Ова недела ќе се одржи 4-тиот симпозиум Аптекарска здравствена заштита Смарт фармацевт. На што ќе биде ставен акцентот? Акцентот ќе биде ставен на реалните случаи од пракса кои што нашите колеги фармацевти ги сработија во аптеките, а тоа е токму ваков менеджмент или управување на терапија кај пациенти со хипертензија, дислипидемија и обезност. Најчестите 3 индикации со кои што се среќаваме и кои што се многу честа причина за онаа полифармација за која што зборуваме. Земање на повеќе апчиња одеднаш. Земање на повеќе апчиња и токму преку овие случаи од пракса кои што во рок од 8 месеци се собрани околу 500 случаи од пракса на наши колеги кои што си ја сакаат професијата и активно клинички работат за рецептурите, ќе направиме реално прави протоколи како треба да изгледа работниот ден на еден фармацевт. Нови Смарт ќе присуствува и Майк Роуз, тој е председател на Америчката фармацевска асоциација, кој што заедно со Аријана Мештровиќ и фармацевската комора и Сдруженијето на приватна аптека ќе потпише меморандум за соработка. А тоа значи дека светските протоколи ќе се донесат во Македонија, ни следи уште многу години на едукација континуирана која што треба да ја поминеме заедно со и нашите професори од фармацевските факултети за да можеме фармацевтот да го поставиме на местото каде што го заслужува во овој здравствен систем. А тоа е примерен здравствен работник кој што итекако е важен во правилниот менеджмент и управување со терапијата и веруваме дека колку повеќе сме тука присутни, колку повеќе можеме своите услуги да ги запишеме и скомуницираме преку мој термин со матичните лекари, можеме многу повеќе за пациентите. Кои се најчестите прашања што пациентите ги поставуваат кога доаѓаат во аптека да земат некој лек? Немаме најчесто, постојано имаме прашања кои што некогаш знаат и прв пат да бидат поставени да се изненадиме, меѓутоа најчестите прашања се во однос на тоа како да се земаат лековите, кои од додатоците во исхрана да се вклучат. Сведоци сме на полифармација, поготово после короната и неконтролирана употреба на додатоци во исхрана. И секогаш велиме дека
Активно фармацевтот треба барем, поготово ќе постарите пациенти, во рок од 2 месеци еднаш да побара да ја донесе својата терапија за да се направи ревизија. Ние многу често сме сведоци каде што пациентите не разбрале дека одредена терапија треба да се прекине на сметка на воведна нова терапија. Па имаме дуплирање на лекови кои што тука може да настанат одредени грешки и пропусти кои што можеме ние да ги интервенираме. Ние можеме да увидиме кој пациент се придржува кон терапијата заради тоа што кога пациентот доаѓа да ја подигне својата терапија, гледаме кои од лековите не се подигнати. Веќе ни е јасно дека тие лекови не се дел од неговата терапија и тука мораме повторно комуникацијата да ја воспоставиме со матичните лекари да не се направи никаков пропуст. Значи треба да постои комуникација помеѓу матичен лекар и фармацевт. Секако комуникација помеѓу сите нас како здравствени работници заради тоа што таа комуникација ќе намали можноста за грешка, а ќе ја зголеми довербата на пациентите во здравствениот систем. Билјана, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам за поканата, Марија. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.